Поминаа 100 дена од формирањето на новата влада, 100 дена во кои во рамките на Министерството за образование и наука, покрај скенирањето на затекнатата состојба, беа превземени и серија активности насочени во три правци. Прво, активности насочени кон отстранување или минимизирање на штетите од погрешните политики на претходната влада. Второ, активности насочени кон остварување на тековните работи во рамките на ресорот. Трето, активности насочени кон вршење на реформите предвидени во програмата на новата влада, реформи кои треба да придонесат за подигнување на квалитетот на образованието. Во рамките на првата група активности, чија цел беше да се отстранат или минимизираат штетите од погрешните политики на претходната влада, превземени беа следните активности: укинување на екстерното тестирање, одложување на Кембридж програмата во средните училишта и укинување на одредени дисперзирани студии, побарање на универзитетите и воведување на нови студиски програми кои претходната влада ги имаше ставено во мирување. Посебно ми е драго што првата мерка на новата влада беше во областа на образованието, и тоа укинување на екстерното тестирање. Пред изборот на владата во рамките на собранието се боревме за укинување на екстерното тестирање како механизам кој се злоупотребуваше за притисок врз наставниците, без да биде никаков показател или мерило за квалитетот на образованието. Конзистентно на таквиот став, веднаш по формирањето на владата го укинавме екстерното тестирање. На нашите политички противници веројатно им беше чудно што доброволно се откажавме од механизам за контрола и притисок врз наставниците, но таа мерка е само една од мерките со која покажавме и во иднина ќе покажуваме дека наставниците за нас се партнери во градењето на квалитетно образование на учениците. Следна мерка беше одложување на Кембридж програмата во средното образование. Веднаш по донесување на таа одлука од Cambridge International бев информирана дека и тие со своји дописи уште во 2016 година изразиле загриженост за брзањето со воведување на оваа програма во средните училишта и со начинот на избор на учебниците. Имено во тие дописи Кембридж предупредува дека за реформи во средното образование треба повеќе време и укажуваат дека е многу веројатно дека Кембридж програмата нема да може да почне од септември 2017 година. Дури и тие самите предлагале одложување на оваа програма за 9-тото оделение за една година. Во второто писмо, Cambridge International укажува дека е потребно време од 18 месеци до 2 години и за адаптација на учебниците, а со оглед на тесните рокови во кои што тоа се прави во Македонија, процесот според нив содржи многу слабости. За жал, во тој процес, воден од претходната влада, процес во кој што биле игнорирани предупредувањата од самиот Cambridge International, штета им била нанесена и на учениците, и на наставниците, но и на угледот на оваа организација. Затоа, кој имал корис од тоа, оставам јавноста да суди. Ке ги направиме достапни на јавноста писмата кои што биле испраќани до претходната влада со овие укажувања за одложување на Кембридж програмата во 9-то оделение и во средно образование. Понатаму, оваа година при распишување на конкурсите за упис на факултетите, владата на Република Македонија го послуша барањето на универзитетите и студентите. Ја прекинавме лакардијата од фиктивни дисперзирани студии за кои нема интерес ниту кај студентите, ниту кај факултетите. Од друга страна, овозможивме упис на одредени студии кои претходната влада ги имаше ставено под мраз, односно во мирување. Беа отворени уписи на родовите студии на УКИМ, на студиската група Безбедност и евроинтеграција на УКЛО,
современ танц на угада и други. Во рамките на тековните активности во овој исклучително краток период водевме повеќе процеси со кои се подготвувавме за почетокот на новата учебна и академска година. Истовремено, отпочнавме целосна реформа на образовната политика која ги опфаќа сите нивоа на образование. Отворивме консултативен процес во рамки на сите реформи кои ги отпочнавме, при што ги вклучивме сите засегнати страни кои сега имаат можност да влијаат на политиките и да го кажат својот глас за работите кои ги засегаат. Во процесот на измени на законите за основно и средно образование, кои ќе предвидат намалување на бројот на часовите и административните обврски на наставниците, се консултирани и понатаму ќе се консултираат наставничкиот пленум, синдикатите, невладиниот сектор, учениците, наставниците. Веќе е спремен текст на законски измени за унапредување на ученичкото организирање и учество во процесот на носење одлуки во средните училишта. Овој текст ќе биде интегрален дел на останатите законски измени. Процесот на ревизија на учебниците во основно и средно образование го отпочнавме со креирање онлайн прашалник кој е доставен до училиштата со цел наставниците да го дадат своето мислење за квалитетот и потребата од промени на учебниците по кои предаваат. До сега беа формирани 2 комисии за повлекување на 2 учебника од употреба и по нивен предлог истите се повлечени. Согласно на заложбите за намалување на бројот на ученици во паралелките, дадовме согласност за вработување во неколку основни и средни училишта, како и согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици. Во однос на високото образование, во моментов се подготвува нов закон за високо образование преку работна група во која се вклучени сите засегнати страни. Воедно на барање на факултетите, одобривме нови вработувања на високо образован кадар со цел да се зголемат капацитетите на државните универзитети за нивната редовна работа. Една од заложбите на новата влада во образовната политика е да се поддржи и зголеми инклузивноста во образованието. За таа цел променивме 2 подзаконски акти со кои се регулираат правата и можностите на учениците со посебни образовни потреби. Овие промени беа направени во консултација со здруженија на граѓани кои работат во оваа област. Јас и пред почетокот на учебната година дадов извештај за превземените активности, така што сега не би се задржувала повеќе. Свесна сум дека пред мене се големи предизвици, големи проблеми и уште поголеми очекувања. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите граѓани кои во изминатиот период ми пишуваа, се јавуваа со желба да помогнат во реформите, да дадат предлози и идеи. На сите не стасав да им одговорам и нив ги замолувам за трпение. Процесот на реформи е пред нас, чекор по чекор, водејќи се од начелата на инклузивност, транспарентност и отчетност, ќе изградиме квалитетен и модерен образовен систем кој ќе ги следи светските трендови и ќе оспособува идни генерации за најновите предизвици. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Рековте дека се повлечени 2 учебника. Ова е крајниот резултат на оваа онлайн анкета, прашалник што сте го имале, или очекувате уште учебници да бидат повлечени? Значи, овие учебници се повлечени уште пред да ја пуштиме анкетата до училиштата, со оглед на тоа што во јавноста беа се ширеа информации околу одгредени дискриминаторски содржини кои што постојат во одредени учебници. Исто така беа поднесени представки до Народниот правобранител и до Комисијата за заштита од дискриминација. Јас формирав 2 комисии, значи различни комисии за да ја преоценат потребата од останување на овие учебници во образовниот систем. Тие комисии дадоа свој извештај во кој што стои дека треба да се повлечат, препорака дека треба да се повлечат овие учебници. Препораките главно беа заради дискриминаторски содржини, стереотипи, така што бидејќи имаше сериозна аргументација во извештаите на комисиите, ја донесов решенија уште во текот на август месец за повлекување на овие учебници.
Сега Бирото за развој на образование изработува прирачници за наставниците по кои што тие ќе предаваат по овие два предмети. Тие прирачници во Бирото ми најавија дека во наредните 2 дена, еве јас им давам рок и до петок, ќе бидат објавени на нивната веб страна со линкови за наставниците кои што ќе можат да ги користат, значи материјалите објавени, прирачниците од страна на Бирото за развој на образование во наставата по овие предмети. До мене стаса информација дека во некои училишта дури биле поделени повлечените учебници, значи тоа е спротивно на решението кое што јас го донесов. Ќе бидат испратени повторно укажувања и писма до оние училишта, до сите училишта, но со посебно укажување до оние каде што имаме информации дека и покрај тоа што постои решение за публикување на учебник, тие им биле доделени на децата во пакетите со учебници. Така што јас скениравме и таа ситуација, јас огледавме и делуваме тие да бидат повлечени и од училишните ташни на учениците. А кога очекувате ова онлайн прашалникот? Значи, ние им дадовме рок до 15 септември професорите, наставниците да ги пополнат тие прашалници, да ни дадат информација што сметаат дека е проблем во учебниците кои што ги предаваат, но не само и во учебниците, туку и во наставните програми. Значи, некогаш проблемот е повеќе во наставната програма отколку во самиот учебник. Некогаш е само учебникот. Така што сакаме да го слушнеме мислењето на оние кои што се директно вклучени во наставниот процес, кои што ги познаваат учениците, дали таа книга е соодветна на таа возраст, дали програмата е соодветна на таа возраст, така што од 15 септември кога треба да ги добиеме нивните одговори, ќе се формира група која што ќе ги анализира, ќе бидат тие распределени значи по учебници, по оделенија со цел да направиме анализа каде се слабостите во кои програми, во кои учебници. Уште едно прашање. Да, тоа е. Има информација дека во некои училишта не достигаат учебници за учениците. Значи, дека ги тераат да фотокопираат и такви ствари, што ќе презема? Значи, процесот на учебници оди на тој начин што на дистрибуција на учебници, значи учениците на подолните оделенија добиваат нови учебници заради тоа што во нив се пишува, се допишува и слично. За погорните оделенија и во средно професорите, односно директорите пријавуваат потреба од нови учебници. Така што тој дел каде што некаде треба да се дополнат учебници, можно и да не се стигнат, но исто така до мене стесуваат и фотографии во кои што купови учебници во некои училишта стојат во ходниците, кои што не се распределуваат на учениците. Така што ја анализираме и таа ситуација, дали има манипулација или пак станува збор за вистински недостаток. Значи таму каде што ќе треба да има дополнување на тиражите, ќе им бидат доставени. Имаше нереални ситуации, морам да ви кажам дека за одредени кога се сумира барањата од сите училишта, излезе дека за одредени оделенија, за одредени предмети се потребни повеќе учебници отколку што има запишано ученици. Така што тоа сакавме да го ревидираме, со оглед на тоа што станува збор за сериозни трошоци од страна на буџетот, а некогаш нереалните барања имаат и некоја друга заднина, така што тој процес се скенира со цел да се отстранат злоупотребите околу препечатување на одредени учебници. Велете. Мене ме интересира во конкретниот случај публикувањето на учебникот за граѓанско образование за 8 одделение, дали тој во целост ќе биде повлечен или само спорните 34-35 страници, и по кој учебник ќе се учи? Значи, учебниците се во целост повлечени, двата учебника се во целост, тоа беше препорака на комисијата, бидејќи тие најдоа спорни содржини и во останатите страници. Значи, не само оние на кои што се однесуваа представките кои што ги добивме. Со оглед на тоа што целиот учебник е повлечен, процедурата која што е предвидена во закон е дека Бирото за развој на образование објавува прирачник за наставниците, така што до крајот на неделата очекувам тие прирачници за двата учебника Бирото за развој на образование да ги објави на нивната веб страна. Благодарам. Некој друг? Ако нема, ви благодарам многу.